Ударните инструменти се веројатно најстариот и најинстинктивниот музички израз во историјата на човештвото. Уште од почетоците, луѓето создавале различни звуци со удирање, тресење или гребење природни предмети. Да се потсетиме дека уште во праисторијата се користеле камења и парчиња дрво за да се предупредат луѓето со различни звуци или удари за приближувањето на опасни животни или за бркање штетници. Многу се инструментите што го сочинуваат големото семејство на ударни инструменти, а во последниот век нивниот број е уште повеќе зголемен. Класичната перкусија има различни функции во оркестарот. Така тимпанот често служи како поддршка на диригентот, бидејќи ја зајакнува на мерата на оној ефект што сака да се постигне. Така гестот на маестрото, кога сака да добие силен звук од оркестарот, се надополнува со интензитетот на звукот на тимпаните. Вечерва со нас еден од перкусионистите, еден од нашите најпознати перкусионисти, Филип Шурбевски, Чорва. Ке те представам така. Така. Добре дојде во Трафика. Добро ве најдов. Кажи ми вака, твоите почетоци имаш нижо и средно музичко училиште завршено во Илија Николовски Луј. Точно. И потоа и факултет и цело време за ударни инструменти, така? Да, точно. Добро, од каде тогаш желбата за токму за овие инструменти? Од која возраст почнуваш да... Па вака сега, јас со ударните инструменти сум од многу мал, дури да кажам, од кога сум се родил, сум со ударните инструменти, пошто ми е од мојот татко исто има завршено тоа и јас сум го гледал тоа и сепак е продолжување на традиција. Тачно, и сум се инфицирал со тоа уште од мали години и тоа така некако спонтано беше. И си терав понатаму. Јас од многу мало детенце си свирев, знаете како се почнува тоа, ќе земете лажици, па на тенџерче, на ова, па на маса, па со рацете. И полека и дојде моментот да се запишам, да кажам, во нижото музичко училиште во Скопје. Тоа беше негде многу одамна, од сега многу одамна. Мислам дека 87-88, така нешто беше. Се запишав припремна. Така беше. Тогаш системот така припремна, па после други одеа годините натака. Се почнав нижо школо, све повеќе и повеќе ми влегуваше чивијата за ударните инструменти. Кога дојде моментот да се оди и во средното, значи јас не се размислував дали ќе одам на нешто друго, тоа е тоа. Иако во животот сум имал некои исто желби како дете, нормално да бидам ова, да бидам она. Што друго те привлекуваше? Па многу сум фудбал. Не, спорт сум, јас антиталент сум, значи јас ништо не гледам од спорт, иако мојот поголем син играше кошарка многу години, тренираше и доста добро модеше. Тука само што сум модел на, да кажам, на утакмици, иначе јас никогаш со спортот не. Јас многу сакав пилот да бидам во животот. Мислам, тоа ми беше една така желба која... Ја имав само желбата, да кажам, се јас не знам дали ќе сум можел да бидам пилот, тоа, знаете, има многу селективни работи, но тоаш дојде и промена на распад на Југославија, вамо таму. Тоа ни направи на некои генерации, нели една друга. Да, и тоа беше, знам дека тогаш се комуницирав со некои дечки во тој период,
се учеше во Мостар, па нели таму беа тие работи и така. Да, малку бевме, не знаеме дал ваму, дал таму, дал смееме во Хрватска, дал смееме. Да, но сепак мене музиката ми била, да кажам, секако, веќе ти била влезена во Да, мислам, тоа пори. Немаше ке мене колебање дали ова или она ќе биде, пошто почнав и од мали години да свирам, да ви кажам. Што те е најубаво од сите инструменти? Потоа ќе споменам јас за разлика меѓу нив, ама тебе кој те е најубав за свирење? Тапани, претпоставам, или како? Не. Па вака сега, никога ги учиме, да кажам, не сите, пошто има кажате, премногу се, ама се знае кои се, да кажам, основни некои инструменти. Тие ги учиме и полека понатаму се определуваш кои те влечат. Например, јас кога учев немаше одсек за бумњеви, да кажам, за тапани, да кажам. Тоа све го учевме сами. Дарба, пилето ако ти пее, го свириш, ако не. Тоа е исто, мислам, и ден денес го свирам, тој инструмент, бумњевите, така да супер ми. Иначе од класичните инструменти јас од секој сум ги сакал тимпаните и сега сум и на тоа место. Така, тоа е свириш, сега си тимпанист во Македонска опера и балет, национална сега. Да. И на тој инструмент сум и вработен како водач на група. Тоа е ова што го гледаме тука. Да, тоа е тоа, да. Така да тоа ме влечело најмногу. А тарабуката? Мене ми е многу интересно. Тарабуката ја свирам, да. И тоа од дете ја свирам. Па по свирки со тарабука почнав. Не почнав одма со прво со тарабука сум почнал и така. Така, почнуваш со оркестарот во операта Неруште тогаш и потоа како хонорарно, нели како хонорарен вработен. Почнав многу млад јас. Многу млад, така? Многу млад почнав. 96 година, март месец, почнав, уште бев средно школа, трета средно. Склоп на околности, немаше луѓе и мене ми викаат, беше ден на македонска музика, концерт, одам таму, одма. Влегувам во огинот, иако како млад човек, знаете, мислите дека све што лето се јаде. Влегувате таму, седнувате, гледате дека ништо не знаете и си викате, сега почнувам да учам, мислам, правиот факултет да го учам во оркестарот. Така. И така почнува. Имаш свирено и во воениот и во градскиот оркестар, тоа ми е интересно. Да, во воениот имам на испомош сум модел. Тоа се оние онакви, нели? Добоши таму, добоши, така, оние што се носат пред вас, нели? Да, тоа сум свирал одамна, баш и сега имав еден концерт, баш исто на испомош бе викнат од воениот оркестар. Градскиот кој се формираше бев исто повикан од тогашниот директор, да кажам, на МКЦ. Бев години ништо, можда и 2, не знам колку бев. И усвари сегде сум бил. Да, сега ако почнеме, значи тука има камерен состав Алеја, нели за современа музика, потоа имаме камерен состав Света Софија. Да. Каде свират градскиот оркестар? Градскиот оркестар го обслужува град Скопје. Така и свири на настани, на настани кој има град Скопје. За земјотресот свират во јули месец. Значи тие се работи, треба да се даде некој концерт, например, во текот на месецот. Сега не знам како е сега, тоа што така беше. Сигурно е исто. Мислам, тоа е многу убава работа, таму треба да бидат млади, треба да искуството таму да го стекнуваат во такви оркестри младите. За после кои ќе дојдат во професионалните оркестри да имат бар некој старт. Свираше и со филхармонија? Имам, да. Да, нели? Знам дека имаш... Стален член бев од исто многу млад, од 97 таму. Една година после опер почнав таму да одам. И тоа траеше, мислам, околу 4 години беше. Јас после продолжив, ама бев само терминско работење, да. Во операта свириш веќе со години, 20-тина сигурно, така? Во март правам 30. Ете. Значи хонорарно и вработен. Сите ве наоѓам некако на кога ви се годишнините, 30 години. 3 март, мислам, ми паѓа 30 години, да. Имаш ли нешто што особено ти се допаѓа да свириш? Бидејќи има делници, има моменти како Дафни Клое, како во болерото имам доста ударни инструменти. Ама имаш ли нешто што болерото не го свирите во опера секако? Го свириме, да. Го свиревме пред неколку години.
Вака сега јас кој ќе влезете во оваа професија, има нешто повеќе, нешто помалце. Сигурно, или нешто мора да ви мора да има, да не се, знаеш. Јас, например, си ги сакам од композитори да го земе, например, Верди, Пучини, ги сакам ти, оперите кои имат напишано, од балетите Чековски, и од симфониските дела сакам Чековски, Малер. Да, мислам за мене Чековски, за мојот вкус да кажам, тоа е све Малер исто од симфониските дела, Бетовен, тие се некои класици да кажам јас. Во тие делови, парчиња, да кажам, поживам. Убаво ми е. Не дека другите јас вакво, ама овие ми се као... Ама во она кога те убаво напред. Па знаете, кој ќе седнете и кој ќе дојдат некои убави работи, уште ги осеќам тие пеперутки како на почетокот во стомакот, кој ќе ми дојде местото, мислам. Сега треба јас да свирам. Да се покажам, да влезам, значи да упадот мој кој ќе дојде. Така да уште ми е на моменти... Тоа е таа љубов и таа страст што треба да имаме за работата. Па да, ја се уште имам. Да, бидејќи без тоа нема... Да. Многу млад почнав и многу млад се инфицирав со музиката и јас што викам со театарската прашина. Така. Кој ќе влезете во ходниците на театарот, тоа е друг мирис, тоа е друго чувство. И многу вирусот го имам најверојатно во големи количини земено и така да. Тоа е преубаво. Сега те издвојува од класичната музика и од класичните музичари оној твој ангажман во Шурбевски Езгија квартет. Езги на турски е мелодија, знаеш? Езгија е импровизација. Така, потоа е изведено, иначе првичното знање му е езги, песна или исто како чалга што е инструмент. Ке нас е чалгиска музика. Од каде тој интерес за чалгиската, бидејќи е интересна, е посебна, не е... Знаете, јас сум цел живот со народната музика. Значи сум израснал со народната музика и ја свирам народната музика и ја интерпретирам цело време. Чалгијата е еден дел од народната музика, да кажем. Тоа е моја една идеја, тоа е мој еден квартет кој сум го направил 2013 година. Па случајно гледав дека го нема. Изумре некако правец како ова. И тој е многу убав правец кој, например, уште на времето така се правеле сите веселби наши, свадби, сите веселби ги правеле со чалгијата. Со чалгијата. Собрав луѓе, ентузијасти ко мене, сакаа да го правиме тоа и го правиме. Там има џумбуш. Има џумбуш, да. Џумбушот знаеш дека е од тој што го има измислено од Скопје? Не знам. Да. Тој уште во времето Имам читано многу, но нема да ти Ататурк го дава името џумбуш на тој инструмент, што значи онакво весел бајсе. И потоа овој што го измислил во 48 кога или 38 доаѓа, кога или 34-та, 38 веќе починува Ататурк. Кога се ставаат презимињата на турците, кога до тогаш немале презимиња, џумбуш можда. Изумителот немам до таа информација. Го има презимето. Можда. Иако имам многу читано за тоа, мислам пред. Таму свириш тарабука. Таму свирам тарабука, да. Па нормално таму. Тој инструмент се свири, да. Тарабуката е класична, кога ќе отвориме, кога ќе сакаме да расчитаме повеќе за неа, ја дава како ориентален и никаков друг инструмент, најмногу во арапските земји, нели думтек, класичниот ритам. Така. Ама сепак е нешто што крева премногу. Па крева нешто, тој звук е не знам дали си го видел оној новиот што свири на настапи, што на веќе музика, он само свири плюс тарабука? Не знам, не. Мораш тоа да го видиш. Вака се, јас, например, на времето малце ќе се вратам, имав исто мој бенд еден направено, перкашн бенд, тоа бевме, имав собрано луѓе, на ударни инструменти, тоа беше и со диџеј, свиревме некој латин хаус, тоа ми беше идеја, Тукаш доаѓа во Македонија едни дечки со 4 тарабуки свираа. Тука и правеа концерти низ Македонија. И има и со, мислам, една песна и со, заборав како се викат, со Тоше има една песна направена. Ја бев во Турција на одмор, ни на враќање кога дојдов, таму си купив и тарабуката. Да. И кога дојдов тука видов дека дечки доста добро поминуваат.
и реков турци се добро. Ги има, ги нема, ги има. Зошто јас да не направам нешто каде што ќе помине ќе и кафичи, дискотеки, ноќни клубови. И така направив тоа. И тогаш видов дека тарабуката многу пали кај народот. Како не, затоа што има Па има, знаете, таа ритмичка, тие ситни ритмички вредности внатре во свирењето што е, и поготово еве се на пример со чалгијата едно, ама тоа што сум го свирал со така Латин изводиш хаусот, малку. со танчерки, со ова, со она, тоа беше многу, Да. за тој период, беше многу убаво, мислам, многу вакво. Тука видов дека тарабуката е, можда од народот друг ше, тарабука ќе рече, пример, знаете, ама не е баш Не, така. јас како дете ја гледав кај ромите, на пример, без тарабука тие не правеа. Музиката им беше можеби заснована на тарабуката, така што од секогаш ми била интересен инструмент. Да. Ама е подценуван кај нас точно како тарабука тарабука. или дајре. Ali има доста добри мајстори. Ама оние Многу тешка за свирење за да Како дојдеш до не, совршенство, како зборувам. не. Има доста добри мајстори Да. кои многу добро ја свират. Да, тој што ти го споменав, тој да свири неверојатно е тоа. Или оние на дајре што свират големи Дефови големи, да. Да, тоа звучи фантастично. Секој инструмент си има своја тежина. Значи народот ќе рече, добро, не знаат. Значи, Тропка он таму. тој си тропка, значи за да дојдеш да го извадиш правиот звук на тој инструмент, треба многу вежба и многу работа. Затоа ние не можеме сите инструменти да ги свириме. Немаш време Да ги изучиш во сите текот на добро. денот толку да ги вежбаш, да Да. се насочиш во секој инструмент, како да ви кажам. Така. Исто се битни и палките, нели? Какви се Да, палките? битни се, битни се, да. Колку често се менуваат при Значи палките ги користим, имаш од најмала глава, да кажам, така. до голема глава. Тоа зависи од, значи големата глава е помека, се свири попијано, софт, да кажеме. Така. А малите се тврди, хард, што ги викаме. Да ние како што се Да, и се зависи во кој дело, зависи кој вакво го свириш. Значи, Моцарт се свири со еден тип на палици, Бах со друг тип, значи Чековски со... Сима, за секој вакво сима. Затоа велам дека не е Да. така едноставно дека вие само тропкате Ништо не е со едноставно. палките. Па само музиката се учи од 5 годишна возраст и да ти даде Господ здравје Додека до- можеш да да свириш. можеш, да. Јас себе читав, вика дека се моторот и срцето, наречиси, нели ударните инструменти се моторот и срцето на сите, наречиси сите музички жанрови, затоа што се рбетот на ритмичкиот рбет на делото и ја поставуваат нели брзината или темпото, но и ритамот го одредуваат. И нели многу пати за да се, како што споменав во најавата, за да се зајакне некој или оркестарот да изреагира побрзо, нели, прво има удар на тимпани и слично. Сега, мене она што ме интересира е бидејќи е потребна многу енергија, не е толку нели не дека не е лесно или тешко, ама не си седнат како со виолина, туку вие имате малку по енергична работа. Што ти, како се чувствуваш ти кога излезеш на, ете рече пеперут, ки чувствуваш Да, тоа е чувство, на тоа е... дела кои што ти се допаѓа. Да. И потоа што даваш од себе за да и што треба да даеш од Вака себе сега, за да кога ќе свирите- биде убаво тоа? Кој ќе свирите еден, да кажам, тимпан или некој класичен инструмент, треба физичко, значи јас вежбам секојдневно, значи исто како еден спортист што си оди што си вежба тренинзи, јас вежбам за рацете нормално, пошто ако не вежбаш рацете се Ко млитават. не млитави како камен се прават, нормално, не ги работиш, не ги... Но ти треба техника. Значи, кој ќе имаш техниката, и не е така толку на снага, да кажам, Значи, тоа е техника, свирење на техники, имаш различни техники. Ние имаме дел од техниките во светот, ги знаеме, другите не ги познаваме, пошто нон-стоп има нешто ново. И секој си прави него што му одговара, пошто сме нормално сите различни. Така да, не изгледа тоа дека ние многу се мачи, мислам, таква физички. На ова Освен ниво. бумњеви кои ќе свирите, Тоа сега да речем бумњевите, таму на бумњевите треба- треба страшна физичка припрема. Значи нозете, рацете, движење на Така и со телото. ногата.
Да, па работат и десната и левата нога работат на бумњеви. На тоа повеќе мислев, Да, нели? за бумњевите За треба. кога имаме цела батерија, нели, на целата да се Треба. свири, не е... Да, и држите еден добар концерт, И например, концерт. зависи и кој правец на музика свирите, ви треба страшна добра подготовка. Да. Еден рок концерт, например, Да. со тапани, со соло 2 да имаш соло. Рок, heavy metal, нели тие такви правци што се, значи треба многу, треба. Да. И затоа тоа не се прави, ако ќе речат, што е ова ќе седнеш, не е така, затоа што тоа е години работа. За да стасаш до тоа да го исвириш солото Така како што треба. Точно така е. Читав дека се нели органолошката класификација дека се имаме мембранофони што се тапаните како дајре, нели каде што имаме затегната кожа. Има кожа. Да. Кожа и во поново време пластика за да не се Ба нормално са кожата варира на температурата, е тешко тоа, затоа ви се расипува. Така е, на времето така било. А сега на пример пластиката е за да немаш проблеми, на пример тимпаните ако имаат природни кожи имаш проблеми со штимање. Така. Може да се раштимуваат одма. И ти Тоа е, гледаш, јас не знаев дека се штимаат тапаните и сега има и таква поделба, нели што се штимаат како тапаните и оние што некако кахон, како прапорците, нели тие мали инструменти, чинели не може да се Не, да тоа се се штимаат. на пример, да, тие не се штимаат, значи тимпаните се паѓаат во групата на ксилофон, вибрафон, маримба, каде што се темперирани и нетемперирани инструменти. Тимпаните се малце за тимпаните се многу битен Како се штима? се штимат со нозете. Со нозе? Да. Се штимат со нозе. Тоа е скала. Тоа се овие од страната што се дали се затегнуваат или Железата, што ги гледате на сликата се нормално се поврзани доле, има доле на еден систем кој е поврзан со папучата. Како притискате нагоре, така тимпанот се качува нагоре. Ова рачката што ја гледате тука се вика фајнштимер. Ако добро. Тоа е фајнштимер и таа рачка е на пример ако дојдете до тонот и со нога не можете да го направите перфекционистички, со тоа одите или нагоре или надоле за да го донесите. Умешто сте во тимпаните, значи не е само во свирењето, и во прештимувањето. Колку вие можете брзо да прештимате, затоа што во делата... Тоа сакав да речем, во едно дело е потребно да го прештимаш? Во едно дело, поготово во оперската музика, затоа оперската е, да кажам, може... Најсложена може. Најсложена и најтешка. Така. Затоа што има многу прештимавање. Ама многу, стварно, прештимавање. Симфониската е, например, први став ги местиш ДА, да кажеме, по наше, или, например, ако свириш со 4, ги местиш, и цел став тие со еден штим. На вториот став ти е друг штим, така е. Ретко има да прештимаш во еден. А оперската музика, поготово во пучини, тоа е страшно. Една арија, една штим. Не арија, може во 3 такта 2 пати да прештимате. 3 пати да прештимате, да. Може да се некада да се има и во еден такт, ако е поспор тактот, 2 пати да прештимате. Затоа ногата држите цело време на папучата и спремни сте да додите тон погоре или подолу. Епа ете, супер. Сега нам тоа што ни изгледа дека е там. Да. Не. Да, за публиката там, точно да. Не точно е така, да. Не е така едноставно. Дека викам, се штимаат супер. Да, точно. Знаев дека се штимаат. Си имаат свој обсек, нормално. Да. Од до, нели? Од до, секој тимпан си има свој, пошто е помал, почнува... Да, затоа има бас, нели? Не, нема бас, значи тоа почнуваме, например, од 23 инча, да кажеме, од 20 инча, 23, 26, 29, 32, во некој си стандарден штим и има измеѓу некои инчажи кои ги имам јас на работа, например, имам еден сет со стандардни и еден сет имам постар кои не се во стандардни величини. Интересно, многу. Конги, што се многу познати во латино музиката, ги имаме кахонот во фламенко музиката, кој што исто е интересна. Ги имаме кастанјетите како дел. Оваа година имаше еден многу добар концерт во Света Софија. За сето тоа треба посебно да се учи, да се вежба. Конгите, а конгите? Тоа е посебна школа. Така, нели? Да.
И тоа ја има и ние тука ја свириме, не дека не ги свириме конгите. Но се збориме кога сакаш да бидеш, затоа има перкусионисти кои ќе гледате некои големи концерти во бендови, во ова, значи си имаш бумњари и перкусионисти и тие луѓе исклучиво свират само тоа. И они се школувале само за тоа. Они ги знаат сите милион удари има на конгата за да дојдат до таков убав звук. Да, бидејќи тоа е таков еден заоблен убав звук Така, има значи конгат. конги со бонгоси кои ќе направат луѓето и тоа е посебна школа, посебна техника. Ние свириме, ама не свириме како некои истински светски некој што ќе свири Ние конг. тука си ја вршиме работата. И не ми кажа што ти е најубаво да свириш од инструментите. Кога ќе земеш што ти е убаво? Тарабуката или ова што го работиш? Сега не можам. Не можеш да направиш многу Не разлика. можам. Сега како да ви кажам, кога ќе свирам бумњеви, ако е добра енергијата на сцена, се осеќам супер. Најубаво. Да, супер. Па после кога ќе идам, кога ќе променам на пример на работа во класика, кога ќе имам класична форма, па тимпаните ми се, па и добошот е убав како инструмент, како да ви кажам. Да, добошот е интересен. Па добошот исто многу битен инструмент, значи основа, ритам. Добош. А барабанче нели Да, барабанче го викаме, иначе добош е са како така тоа е српски. Не знам кај нас дали е сега добош. Па не знам са како па по наше барабанче. Ама тоа е тоа, не Да, што тоа е добошот кој се наоѓа на бумњевите, да кажам. При свирењето во оркестарот битно ти е комуникацијата секако со најбитна со диригентот и вели дека е вториот, дека баш читав за еден музичар кој што свири на овие инструменти, дека вели дека е вториот маестро на еден оркестар. Вилијам Крафт се вика перкусионистот што го најдов, затоа што вели треба да е втори диригент на оркестарот со жестина на лав и чувствителност на финиот концертен мајстор на виолина, што е, нели, затоа што тоа она што зборевме пицикато или пианисимо, па потоа имаме форте крешендо, значи тоа е вториот човек во еден оркестар за одредување на темпото. Кажи ми, кај нас како функционирате како оркестар во операта? Значи вака, јас во животот имам променето многу диригенти. Ама тројца диригенти, двајца си имам сретнато на работа и еден во филхармонија. Во различни години, да кажам, и вака имат речено. Десната рака на диригентот е концерт мајсторот и тимпанистот. Ми го има тоа кажано. Еве овој токму тоа вели. Да, значи дека сме сите битни во оркестарот, сме сите битни за тоа, за да звучи тоа така, сите се битни, сите треба да се мајстори на својот инструмент. Што значи тимпанот? Еден удар на тимпанот така може да го обое оркестарот со звукот. Значи, јас сум не сум испитувал, да кажам како, значи на место да не влезам намерно и после да влезам. И да сам да ја осетам разликата, што значи мојот инструмент. Ете тоа, токму тоа бојата, тоа дава некоја топлина. Да. Токму тоа вели. Да не правиме момент за ритмиката, за темпото, за кулминација, за тие се многу работи кои... Така, токму тоа пишуваше во неговиот, нели, дека вика деликатен и прецизен удар на тимпан е тоа за да може да влезат точно другите инструменти. Да, ги водите. Сите групи ги водите. Да. Значи, кога ќе свирите, вие ги водите и другите групи. Да, и дувачките ги води фагот. Значи, лимени, дрвени, холцот, гудачите ги водите. Да. Кога ќе свирите вие, сакав да кажеме дека вие сте многу битен момент во оркестарот. Битен. Иако има луѓе викаат, ударни инструменти. Да. Па тоа реков, си тропката сам. Си тропката, да. Сакам да ти подарам една книга, мој превод, Повели. Ти благодарам. Благодарност за гостувањето. Ти благодарам. Што друго сакав да те прашам во врска со
Споменавме дека има штимани и нештимани и оваа кожата што се заменува сега со пластика и велат дека ако е добра пластиката ќе биде звукот сличен како на кожа, затоа што кожата сепак е помека и поубав, помек звук дава. Поубава боема, помек тон има, да. И специфичен за свирење. Така, по-специфично. Да, по-специфично е со свирење. Не, пластиката е по... Како сум пробал, јас... Како размрдана изгледа, нели? Да, по звучи некако. По-суво. Ударот треба многу да ти биде различен. Мислам, треба да го вежбаш малце за да го фатиш осетот на тоа. Иначе, за претходното прашање, што значат ударните? Исто е во група. Јас имам гледано на интервјуа на Ерик Клептон, на такви бендови, каде што викаат еден добар бенд е добар кога има добар бумњар. Ако што му е добар, бумњар, тапанарот, да. Значи, тоа го имаат светски луѓе кажано, така да јас само го... Така, го имам тоа одамна, точно одамна го знаеме тоа, дека колку е добар бендот, колку е добар тапанарот, всушност. Ако е добар бумњарот, тапанарот, толку е добар бендот. Што мислиш за музиката кај нас? Генерално, не само класичната, и воопшто. Па јас дека сум сегде, така да доста добро... Имаш многу да кажеш за... Шо мислиш? Вкусовите, државата како ја третира. Па јас само ќе се повторам најверојатно, кај тебе сигурно доаѓаат ми други музичари, јас само ќе се повторам. Не се цени со еден збор. Значи кај нас ти си битен, дури ми требаш. Да треба за концерт. Да, дури истера концертот. И ќе те потапкат малце по рамене и толку. Збориме генерално, не збориме. Генерално, да. Не сум против ни еден стил на музика. Никогаш не сум бил, пошто јас свирам и народно и забавно свирам. Да, и јас сметам дека не треба да сме. не сум, има луѓе викаат не ова, не ова. Значи, и јас имам едно моje размислување, ако ти дојдат на концерт многу луѓе, значи тоа вреди нешто. Јас така мислам дека. Иако, пак си имам своје мислење, дали јас си го поштувам тој правец, мислам го поштувам, го сакам или не го сакам, тоа не е битно. Точно, ама дека има во него музика и дека јас се кажувам, за мене музика е тоа што има во себе музика, што Точно. мене ќе ми направи убаво. Така. Тоа е, не може некој артист да наполни 2 сали, 3 сали со луѓе, а да не чини се. и да го плукаме. Да. Не можеш да го плукаш. Значи, него му дошле 5, 10, 20 000 луѓе. Да не го слушаш, ама... Да, ја можам да не го слушам, неговиот стил да не ми се допаѓа. Да. Но не смем да плукам. Сепак направил. И, например, луѓето многу плукаат. Ова, не. Тој што се потрудил и направил нешто, тоа треба да се цени и да се поздрави. Макар и лошо. А посебно луѓе што никогаш и не го направили и нема да го направат тоа, па ти кога плукаат, тие најмногу зборуваат. Малку е тие најмногу зборуваат и највише демагоги продаваат и луѓе кои не свират нигде највише демагоги продаваат. А како да направиме, еве да го подобриме вкусот кај луѓето, ќе кажеме ќе го подобриме. Како? Што можеме да направиме? Да направиме концерти, да направиме деца да доаѓаат од училиште на концерти. Стратегија треба да се направи прво. Нели убава стратегија? Да, убава стратегија. Младите прво од мали години, ама многу од мали години, да се инфицираат, да одат. Не е битно дали да учат класика, нека одат и по приватните школи, кај што се учи и поп и рок. Затоа што детето кое или човекот кој се бавел со музика, бар еден мал дел од својот живот, или детето кое оди во школа и учи, зборам кое бодел музичко, не се тие исти деца, да знаете. Исто како што викам и за спортот. Да, децата кои се во спортот не се исти деца, значи таму учат на дисциплина и ред. Што те прави среќен? Каква музика слушаш и што те прави среќен кога си општо во животот? Приватно. Да. Па нормално ме прават фамилијата, децата, супругата. А музика? Музика.
Кога сум на сцена и кога свирам, сум многу Некога среќен. таа е таа. А кога си сам во кола или дома, сакаш да слушаш или сакаш да одмараш? Значи слушам. Постојано. Јас и кога ќе легнам дома, си пуштам на телефонот, телефон? Да. си ставам слушалици и се губам. Кога ќе се изгубам, дури дома ќе ми рече да бе, Тука си. чекај, толку јако слушаш, што слушам, значи моја омилена да кажам. Јас многу ги сакам Queen, Добро. Deep Purple. Ден денес ги слушам. Затоа што Значи, се вред музиката е одлична. Ги слушам и секогаш слушам лайв. Не слушам студиско. Јас секогаш повеќе сакам лайв. Да, лайв. Значи слушам нивни концерти. Слушам до танчина. И една песна можам да слушам, да ми се засвиќа нешто, можам да слушам и 20 пати. Така, таа, нели? само на телефонот си притискам на тоа репит. Јас во кола ставам репит и можам Да. цел пат да ја слушам таа Да, песна. тоа слушам, но слушам Ю, например, си слушам и Ю, Парни Да. Ваљак, многу ми се допаѓа. Да, Сум да. бил многу, баш вчера има концерт, луѓето ги пратаме нив, убава музика имаат. Слушам хрватска, стварно имаат они квалитетна музика. И српска слушам, не е проблем. Да. Значи од поп, све што е старо, има многу квалитетно. Наша слушам, народна одлично. музика слушам. Имаме одлична музика и од старата музика има навистина Многу да хитови се кои научи. што Да ви кажам, многу да се научи и јас имам син кој е 3-та година средно музичко и нон-стоп зборувам. Слушај музика. Различна музика слушај. Од све може нешто да се научи. Све може да се употреби и во класика и во другиот правец, например. Мене многу ми помогнало во кога сум свирал и народно и пример забавни. Тоа што сум научил во класиката. Значи дисциплина во работата. Пијано, форте. Кој треба да е напред, кој треба. Не можеш ти со ударните инструменти да си појак од пример солистичкиот инструмент. Се знае кај одиш ти напред, кај се повлекуваш. Сум учел и од многу постари колеги кои има стварно многу да се научи. Така да и ден денес на син ми викам, слушај музика, слушај. Само слушај музика, ќе си дојде после тоа. Еве за крај ти ми кажа тоа што ќе те прашав што би им препорачал, им препорача на сите, а кога би опишал музиката и чувството што ти го буди со неколку збора, како би го опишал тоа? Како би го опишал? Ете, кога ќе ги ставиш слушалките, ќе се изгубиш и Си имам свој филм. свој филм, свој Свој свет. свет, да. Јас се исклучувам. Јас и кој ќе свирам, кој ќе се качам на бина, и ако се погоди екипата добра, како што сега што свирев на Тикве што имаше сега Да, имаше прослава, Младо вино, Младо свиревте, вино, да. свирев со супер екипа, со позитивна екипа. Пратевме добри пејачи македонски, забавни пејачи. Значи, кога ќе се качам на сцена, ништо не ме интересира. Како да ви кажам? Кажи ми уште сега следно што те чека е настапот со Ајга и Дурловски дуото, Да, нели? имаме 3 концерти. Јас иначе сум од почетокот во тој оркестар во Ајга. Така. Тој е оркестар нов, да кажеме, од 2022. Сме направиле многу успешни концерти со тој оркестар. Бевме Јапонија, исто со истиот проект. Во Осака бевте заедно, Во Осака нели? бевме Да. сега, да. Со истиот проект, што ќе има сега 3 концерти во декември, 2 има во Македонската опера балет и 1 во Гевгелија имаме. Тој е еден многу убав оркестар, претежно со помлади колеги, добра енергија, добра свирка, тоа е тоа. Јас ќе ти посакам успех и Благодарам. убава 2026 година и ти благодарам многу за учеството во емисијата. Баш ми беше драго. Многу ти благодарам на поканата, многу брзо се договоривме. Да. И беше еден од оние што многу ме израдува, што имаше радост кај тебе што Па ќе да, снимаме. ко ми пишат и ко се слушнавме, ко Да. ме повара, ко супер И не тоа е проблем. преубава Да. И многу убаво се чувствувам, да ти кажам, многу ми е... Баш ми е драго. Не, лабаво ми е, шо ми е лабаво, тоа убаво се чувствувам, да. Баш ми е драго. Беше вечерва со нас Филип Шурбевски Чорба, перкусионист.
Музиката, како и класичната, така и сите други, традиционалната, народната музика, треба да се негуваат за да се пренесат на оние следни генерации што доаѓаат по нас, како наш идентификацијски белег. Да ги негуваме и да ги сакаме сите музики и сите овие музички вредности што ги имаме. И до следната емисија на Трафика ви посакувам убави срекни денови.